Добро вечер, почитувани, и добро дојдовте во Гласот на народот. Ја најав оваа емисија два пати, но вечерва е конечно премиерата на оваа емисија, Гласот на народот, посветена за и околу македонските таленти, инаку виза за освојување на светот. Не е некако бомбастична најава, но со аргументи е дефинирана. Ја реализирам токму во мигот кога навистина на Истривар се водат разговори за и околу името на Република Македонија и се она што значи свето македонско, белезите на државата. Во една прилика, како гостин на Гласот на народот, беше мојот пријател Робин Онил, кога тогаш младиот Дамјан беше мој соговорник, кој вечер исто така соговорник, кој исто така ја имаше таа можност да му ја испее песната на Робин Онил за и околу македонскиот фолклор Јано Моријано, кој навистина Робин Онил остана без коментар и даде една мала оценка дека никој нема право да се меша и да го дискредитира македонскиот фолклор, македонскиот бит, македонскиот идентитет. Ние вечера почитувани за волја на навистина коцките така сами се редат, не дека јас специјално ја дефинирав вечерва да ја реализирам емисијата, а ја реализирам токму во еден настан каде што и очекуваме ни ексклузивни материјали директно од Њујорк кои ќе пристигнат во секој миг, а тие се материјали кои ќе ги испрати господинот Нестор Огинар, професорот по англиски јазик и литература во Њујорк, каде што организира еден протест пред светската организација во знак на токму овој непринципиелен однос на дефинирањето, односно на сакањето да се смени она што е свето, тоа е името, идентитетот, јазикот на Република Македонија. Една за која што многу наши генерации имаат положени своите животи на уторот на таа идеја Македонија за македонците. Се надевам дека овие мои пораки ќе поминат преку Гласот на народот на номерно сфера до Томич и денес ќе ги чуете. Пак ќе речам, зависи од нас македонците каде да сме во светот, што ќе се случува понатаму со нашата идеја. Ние сме господари на своето, покажуваме на светот дека ни се прекршени основните човечки права за самоопределување и нема да дозволиме никогаш на ниту една влада да продолжи со ова понижување што нам ни се прави веќе 23 години. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да живее демократијата во светот, посебно каде нас во Македонија, за многу години. Ова денес е символичен протест на македонскиот народ, на македонците не само од Република Македонија и од соседните земји, туку од целото македонско иселништво. Еден символичен протест преку кој што сакаме да покажеме дека ние македонците нема никогаш да дозволиме никому да го мени нашето име Македонија. Тука сме денес собрани неколку луѓе во Њујорк, Обединените нации, додека нашите влади, односно представници, преговараат и разговараат за името, да кажеме дека е направена една голема историска неправда против македонскиот народ и Македонија со приемот под безпреседанско име од поранешна Југословенска република Македонија. Ние сакаме да им порачаме не само Обединените нации, туку и на власта во Македонија, дека ние македонците, македонскиот народ од секаде во светот, нема да дозволиме никогаш и никому да не го мени нашето име. Нашето име е Македонија, односно Република Македонија, такво било, такво и ќе остане, и ние како македонци нема да прифатиме никогаш ниту горна, ниту долна, ниту средна, ниту било каква друга Македонија, освен таа една, за која што многу наши генерации имаат положени своите животи на уторот на таа идеја Македонија за македонците. Се надевам дека овие мои пораки ќе поминат преку Гласот на народот на номерно сфера до Томич и денес ќе ги чуете. Пак ќе речам, зависи од нас македонците каде да сме во светот, што ќе се случува понатаму со нашата идеја. Ние сме господари на своето, покажуваме на светот дека ни се прекршени основните човечки права за самоопределување и нема да дозволиме никогаш на ниту една влада да продолжи со ова понижување што нам ни се прави веќе 23 години. Macedonia and the Macedonian people. It is time to recognize Macedonia under her historic, national and constitutional name. It is time to respect the Charter of Human Rights, the rights for self-determination for Macedonia as you have respected for everyone else. It is time to stop the discrimination and the cultural genocide Greece is committing against Macedonia and the Macedonian people. Long live Macedonia!
we have a message for the United Nations and everyone else. Macedonia is our name, our identity, our pride and dignity, and there is nobody in the world whom we will allow to change our name. Macedonia is our name. Macedonia now and forever. Long live Macedonia! Вечерашната емисија почитувани, како што реков, млади надежни гениалци на Македонија или виза која го освои во светот, ќе биде во фокусот на што нашите млади таленти, кои навистина, си овој пат ќе речам дека IQ-то на македонецот докажа дека е надпросечен, но без некоја нарцисоидност, таа докажа голем број институти за истражување, како што беше и Генеа и Мадридскиот институт, каде што покажа и докажа врз основа на сите научни и светски истражувања и испитувања дека македонецот како народ, како идентитет, како нација не е за омаловажување, не е за трампање, не е за модификација. Дозволете ми навистина и што е тоа да спомнав дека вечер во една ексклузивна можност со нас се заедно е и добитникот на 13 ноемвриската годишна награда, тоа е Вејчеслав Поповски, кој е на моје задоволство и барање исто така еве во премиерно издание пред да се додели таа награда, ќе гостува вечерва со неговиот родител во Гласот на народот, а јас исто така и поканив музички критичар, композитор, детски композитор, кој е, да речем, и еден од под наводници дежурните виновници за голем број македонски надежи и звезди ден денеска кои се катапултира и се уште постојат, и нашата легенда Тоше Проевски, кој навистина го следеше од самиот почеток. Дадов една навистина добра најава, а поддржана со аргументи. Еве да им посакам добро вече и добро дојде на моите соговорници. Тоа е се од мојата лева страна, родителот на Вејчеслав Поповски, тоа е господ Андреј Поповски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер на вас за поканата во емисијата и поздрав на гледачите на телевизија Сонце. Задоволство ми е што заедно со вас е и вашиот син, инаку добитник на 13 ноемвриската награда, тоа е Вејчеслав Поповски. Вејчеслав, добро вечер и добро дојде. Добро вечер. Моите честитки е од прва рака за наградата, која навистина доаѓа, значи наградите не се дефинирани според старосната структура, значи според заслугите и вредностите. Што за тебе представува да се биде добитник на една престижна награда на македонскиот главен град? Благодарам за честитките и сакам да упатам благодарност до град Скопје што ми ја доделија таа награда и така. сум среќен. Ќе го имам и гласот на народот. Дамјан Диневски, добро вечер и добро дојде. Јас те спомнав како еден мој драг соговорник и едно големо пријатно изненадување на амбасадорот Робин Онил, кој навистина успеа со твој глас на славе, да речем во секој случај, да го плениш и неговото срце и неговата душа, да потврди дека нема право никој да го смени идентитетот на македонскиот народ, вклучувајќи ја младата генерација. Што представува тоа за тебе? Ти тука си со твојот тат, да бидам искрен, татко кој навистина се радува што има таков син, да го представиме. Тоа е господинот Тони Диневски, кој бизнисмен кој навистина вела дека бизнисмените немаат време за децата, оставајќи ги на времето или на сеона, но вие сте, ова не е моја критика, тоа е јавно мислење, но тука видов дека бизнисмените навистина даваат се од себе, имајќи факт дека творба, идејата, енергијата што го има како потенцијал нивното дете или нивните деца, за нив става предизвик. Еве вечерва сте со мене, за прв пат во Гласот на народот. Што представува за вас сето ова? Основа, сепак благодарам на понудата да гостуваме во оваа емисија и на оваа куќа која што ме покани да бидеме гости во емисијава. Вистина е дека децата треба да бидат пред се повеќе бројни во фамилија, па понатака да бидат тие кои што ќе не водат понатака во животот и да не бидат еден пострек за кој што ќе треба да се бориме понатака во животот и да работиме, да ствараме за сите тие да можат да успеат во животот и да го најдат правиот пат во успехот во рамките на општеството, во рамките на државата, во рамките на сето она каде што би се нашле децата. Так. Значи би рекол дека еве Дамјан мој случајно го слушнавме дека пее, слушнавме дека го насочивме, пробавме да го насочиме и еве искрено каде што ќе појдеме. Дарбата не се купува, не се
е дадена, што се вика, речеме, на енергијата или од Бога. Што би рекол музичко критичар, дарбата од Бога, а понатака треба да се усовршуваат гласовите или било кој да е, или кој дел од понатака во животот што би се насочил едно дете. Задоволство е наистина почитувани што вечерва сум со музичкиот критичар. Пак чечам Бог ги реди работите, или енергијата ги реди работите, да бидам со човекот кој наистина долго време се дружеше и го сработуваше и го насочуваше Тоше Проевски. Тој е господинот Горан Милошевски, кој е вечерва со мене во студио, кој е композитор на голем број детски композиции. Горане, добро вечер и добро дојде и благодарам што вечерва си со нас и ќе бидеш една моја десна рака во делот на реализација на оваа емисија. Еве ги слушнавме родителите, ги слушавме нашите надежи, нашите славечени, не само славечени, тоа се македонски амбасадори и на културата. Со оглед дека Вејчеслав ќе слушнат гледачите се што како потенцијал. Дамјан Истата како иден надежен е пеач и не само пеач, туку еден наистина потенцијал на македонската естрада, ќе донесат едно ново време, една нова енергија. Како е ги дефинирате? Искрено многу сум среќен што вечера го запознав и едниот и другиот пеач, веќе го знам малиот Дамјан, но го слушнав и овој прекрасно добро што отпее, честитам за наградата. Мојот живот кога започна, почетокот на Тоше и да речем и Карлина Гочева многу работеле кај мене, биле мои ученици. Многу ми е драго сега што запознав и други каде што излегуваат. Македонската песна може да продолжат само тие. Ние направивме нешто, а ние како професори можеме само да му дадеме нешто повеќе. И ова вечер би сакал да разговараме токму за нив, најмногу него ли за нас. Така. Почитувани, значи вашиот термин нема да биде суспендиран со оглед дека гласот на народот е составен дел на оваа емисија, но слушајќи ги, ќе ги слушаме нивните коментари, ќе направиме една анализа за се тоа што двајцата мои млади надежни соговорници, односно македонските гени, за мене се гени, во секој случај се тоа што имав можност да го следам, да го проследам, да прочитам и за вас македонска гордост во секој случај што ќе имате да ја слушнете од самите нив. Имајќи дека Вејчеслав доби и прво место на светскиот фестивал. Еве ќе го прашам за што станува збор, а мислам дека, не мислам, сигурен сум дека имаме доста материјали кои ќе ги подкрепиме со аргументи. Вејчеслав, за што станува збор? Значи, јас многу настапувам на фестивали, емисии и така. Прв пат јас почнав со песната Скопје е мојот град на Златно славече 2010 година. Потоа се множеа моите успеси и наредно моје гостување ми беше во Москва 2012 мислам дека беше година. На фестивалот Открита Европа. Таму освоив прв лауреат од прв степен и многу бев среќен за до сега достигнатите успеси. Потоа јас добив награда Гран При и лауреата од прв степен. Може да ги следиме и овие детали, може да ги скоментирате. Тоа е од моето прво CD Бисери, кој што има во него канцони, арии, има македонски народни песни, забавни и така. Ти имаш 14 години. Така. Значи, 14 години успеа да го освоиш светот и симпатиите на светската сцена. Исто така рекохме настапи во Холивуд. Зашто станува збор? Тоа беше лани. Таму освоив прво место, 3 златни медали и 2 сребрени. Значи, светски шампионат во изведувачка уметност тоа беше 2013. Таму учествуваа 53 држави, во кои што и ние Македонија така. За прв пат на тој шампионат. Јас ќе замолам режита, ќе се вратиме повторно на слайдовите. Ја го имаме тој клип од твојот настап. Да предложам режија, ве молам, дали можеме да го презентираме тој настан и ќе се враќаме во студиото со тоа што ќе го искоментираме. Right now from Macedonia, Vyacheslav Popovski. Qual più malvento, muta del cento di
Ladies and gentlemen from Macedonia, Vyacheslav Popovski. Did I tell? Што да кажам, пред аргументите и боговите молчат. Ние нема да молчиме, само да го подсетиме и Метју Нимиц и сите до него вечерва кај што се на Истривер, дека самите американци го представиле Македонија. Значи, мене ми е глупо, почитувани гледачи, во 21-виот век, кога луѓето, видовте, се на комета поставија своји сонди и редови работи, ние говориме за само идентификација, само докажување. Ја верувам дека ќе се согласите со мене, ние секогаш сме тоа, не секогаш сме биле македонци и ќе останеме. Тие што имат проблеми нека си ги решат. Ние одиме вечера на оваа тема да говориме за македонските гени и надежи кои се виза за освојување на светот. Господин Поповски, еве, го слушнавме Вячеслав кој навистина како амбасадор докажа и потврди која е Македонија. Како вие го доживувате како татко, да речем, на сето ова? Вие сте работите во директор сте на Централен регистар на Македонија. Јас сум носител на јавна функција. Меѓутоа, без разлика на тоа, врските... Колку имате време да му посветите на вашиот син? Па мора да се најде време. Значи, без разлика на тоа... Значи нема ескивирање, нема вадење пред заграда за заграда, значи мора да се најдат време за деца. Така, мора да се најде време за децата, бидејќи тие се она што за кој што живееме. Так. Значи ние како родители мораме да им обезбедиме не само пат кон иднината и да им возможиме да се искажат, да покажат колкав талент имат, колкав потенцијал имат, мораме да најдеме време да им одвоиме и љубовта да им ја подариме, значи и да бидеме насамо 1 сат во денот, 2 сата, 3 сата во денот, бидејќи децата без разлика колку и да сме ние зафатени, тие сакаат да одвојат време, ние да го одвоиме со нив за да можеме да се чувствуваме како семејство. Така да со супругата гледаме да најдеме што повеќе време за децата да посветиме. Така. Реков не случајно, значи двајца амбасадори имам. Значи едниот ја плени светската сцена во Холивуд, другиот го плени амбасадорот, првиот преговарач за грчко-македонскиот спор, господот Робин Онил. И тоа случајно дојде. Случајно, верувајте или не. Ние имаме тука емисија во која беше директно поканет господот Робин Онил и младиот Дамјан му ја испеа песната. Дамјане, јас би те замолил, дали можеме да ја слушнеме песната? Професоре, ќе можеме да не придружиш, но верувам дека тоа ќе возможиме само мал джингл, дали може режијата да пушти еден мал джингл од гласот на народот?
коментар, немам зборови што да речем. Знам дека вие како се чувствувате од таа страна на екраните, со оглед дека не гледате на 5 континенти во живо. Знам дека ве дирнавме многу, особено нашата диаспора која секојдневно ја слуша македонската песна, македонските ноти кои допираат од матицата, но ова е вистината, почитувани. Не случајно вечера и оваа емисија реализирам само да подсетам дека сте македонци и да бидете горди македонци и да ја сакате Македонија, каде и да одите, бидејќи Македонија не може да се купува, ниту се наоѓа некаде. Таа се живее во самите нас, се доживува. Бидејќи бев во повеќе држави, во Соединените Американски држави, за време на мојот престој 2012, ако даде Господова година, наскоро да заминам повторно, значи осетив таа атмосфера не на алиенација, на оттуѓеност. Затоа се овие мои драги пријатели, гости, тука родители, кои се под наводници не се, тоа се заслужени родители кои дадоа се од себе и дават да го воздигнат македонскиот дух, македонскиот идентитет, македонската култура. Господин Поповски, ќе се навратам на вас сега повторно. Еве го слушаме и Дамјан. И за Војче да не подсетите како и вие доживувате прво и песната на Дамјан, но и неговиот настап во Холивуд, кој наистина ја крена и рациото и ја окрена и чувството на американците, што значи глас, убав, чист, јасен и убава реализација на сето она што тој го направи. Му посакувам успех на младиот Дамјан да има, да може да ја представува, да се почувствува горд кога ќе ја представува својата држава. Можам да ви кажам на кратко ние како се чувствувавме минатата година и многу пати оваа година бевме исто во Франција, имавме исто прекрасен настап, веќе беше исто и таму освои прво место. Значи успесите се нижат сами по себе доколку има квалитет. Минатата година беше посебно искуство и тоа многу пати го имаме кажано и во сите медиуми, значи дали пишени, електронски и така натаму, телевизија, значи имаме посебно чувство бидејќи кога отидовме таму, Македонија за прв пат се представува на тој шампионат. Мислам дека ланската година беше 17 години од почетокот на шампионатот, како мислам... Колку рекоме, 50 држави настапува? Да, мислам дека беат од 53 држави во светот. Тоа они го викаат Олимпијада на уметноста, бидејќи тоа е светски шампионат на изведувачка уметност. Како вие се кандидирате, ве поканиле? Сега ќе ви објаснам. Значи соло пеење, инструментал свирење, глума, модели, танци и така натаму. Ние ја добивме вече, ја доби поканата баш благодарејќи на неговите претходни успеси. Тоа го имаме кажано и он, мислам дека многу пати баш и со другарите го разминуваат како искуство. Колку е битно секој успех, без разлика каде ќе биде, колку е битно да се представиш на правиот начин, бидејќи не знаеш кој сето тоа го вреднува. Без да знаеме ние, значи, националниот директор за овој дел од Европа, господјата Андреја Њунек, го имаше следено успехот на вече изминатите 2-3 години, бидејќи освои неколку први места во Европа и му даде специјална покана за учество на тој шампионат, односно на светскиот шампионат. Во другите континенти, например еве во Северна Америка, тоа е направено бидејќи на тој начин што имаат посебни фестивали во секоја држава, во сите 50 држави во Америка, и во секоја држава имаат посебен фестивал и најдобрите ги испраќаат на светскиот шампионат. Да се извинам, веќе ќе те вика, можам така. Што значи за тебе се тоа? Дали очекуваше наградата? Не. Да. Имаше конкуренција, силна конкуренција? Имаше многу голема конкуренција. Ние Македонија не веруваше у себе дека имаш. Верува во мене и дека ќе успеам и така. Што те носеше таа помисла дека доаѓам Македонија, еве да им докажам дека сум македонец и така. Од друга ситуација видов дека и самиот да речем спикер или тој организаторот како убаво те најавил, како се воодушевил во сето и долу подписот не стоеше фирма. Македонија. Како потоа се одвива работите? Имавте ли контакти со нашата диаспора? Те средба со амбасада? Немавме. Немаше? Да бидеме објективни, сакаме да го слушаме сето тоа, но никогаш не е доцна ова да биде едно наравучение дека треба да се следат нашите звезди, нашите надежи, сето тоа. Ај нешто за тебе. Што учиш, каде учиш? Јас учам во основното училиште
Партенија Зографски. Добро. Јас сум 9-то одделение, 9 годишното. Живеам во Кисела Вода. Така. Така. Музичко училиште? Пред 3 години почнав со часови по солопење кај професорката Славица Петровска Галики. Браво. Тебе да речем, како другарите го доживуваат се тоа, твојата настап? Другарите секогаш ме поддржуваат во сите работи кои ги правам. Многу веруваат во мене. Така. Симпатии доста по села. Има. Добро. Дамјан, и за тебе да знаат маше гледачите каде учиш, колку години имаш? Учам во основното училиште Наумнумовски Борче. Имам 12 години. Исто така пред 3 години почнав да идам на часови по солопење. Добро. Идам на часови по кларинет, по инструмент. А свираш и на кларинет, браво. Живеам во Маđари. Добро. Гази Баба. Се вечера после овој настап и ке тебе симпатиите ќе се зголемат, нели? Колку тато и мама те следат во Чекор, мислам од сите овие во твојот настап, во твоите ангажирање и се тоа, колку што разбрав и ти многу му помагаш на тато. Да. Што значи да се работи, да се помага родителот? Дали тебе ти представа обврска, потешкоти или задоволство? Па задоволство ме да му помагам на татко ми. Тоа е како предизвик во секој случај. Почитувани гледачи, значи случајно јас бидејќи во ги познавам, му дадеме простори на таткото да одговара. Бидејќи ние сме тие родители кои ги воведуваме децата по патот на животот. Реков, човек стануваш до 7-та година, од 2-та до 7-та, карактер до 14-та. Ако ги изгубиме овие простор, временски дистанци, ние ништо не направивме. Изгубени во просторот. Верувам дека ова порака повеќе пати и милом да ја кажувам, бидејќи јас сум и татко и дедо и се тона, и се трудам на моите деца да ги воведам во еден прав пат и слава на Бога сум радосен што моите деца тргна и одат по вистинскиот пат. Од друга ситуација, дали децата треба да ги занемариме, злоупотребиме и десеткуваме делот на нивното ангажирање? Дали децата треба да бидат за нас само незаинтересирана страна? Бидејќи една моја професорка и пријателка, господја Суракова, во оваа емисија рече секој дете има право да има родител, а секој родител има право да има деца. Ово кажам врз основа на нивниот начин на воспитување и развој. Уште родител, тоа не го слушнавме, евидентно дека Дамјан има мала трема, но тоа е природно, бидејќи гледачите ги плени, верувам дека со гласот, и веќе ќе го слушаме наскоро со својот настап, во живо рековме. Еве го слушнавме Дамјан. Неговата работа, вие сте бизнисмен, иначе се занимавате со производство на здрава еколошка храна, која да бидам искрен, ја мислам дека македонската јавност треба да знае, сега нева реклама, да му правам на мојот драг соговорник, да наистина сакам да кажам, почитувани, Македонија е извориште на здрава еколошка храна. Се тураме секојдневно со разни безобразни храни кои ги наметнуваат големите бизнисмени само да се нафатират и да се збогатат. Забораваат дека Македонија е пример на здрава еколошка храна. Но не одиме на вашиот бизнис, туку да одиме за ова. Колку вам ви представа оврска ли да го ангажирате или тоа е само иницијатива од Дамјан да ви помага? Оврската на Дамјан према мене е, значи претежно за летниот период нема оврска, него му е желба да дојде да ми помага. Значи, заедно со други, пошто ние работиме семеен бизнис, заедно со поголемиот син, заедно со сопругата, ми доаѓаат, ми помагаат тогаш кога се во можност. Значи, децава се сега додека се на школа доаѓаат или сабат или недела, наизменично едниот доаѓа сабат, а другиот доаѓа недела, додека летниот период се со мене и верувајте ми дека ми е голема гордост кога ќе дојдат да ми помогнат, кога ќе дадат и своја иницијатива на некоја работа или ќе ми дадат некој насочување во работата,
Или еве летово имаше случаи кога... Ајде, не, можам и ова да кажам. Бидејќи јас се плашам кога треба на моите внуци или на моите пријатели речам, слушајте, купувајте такви батаци. Не говорам почитуване и знаете зашто. Ова е поврзано се музика збориме, но врз основа на развој на нашата млада популациона структура. Значи, сакам да речем дека се грижиме за нивниот и глас, и стас, и сето она. Вие произведувате бройлери, така, ние сме во пилешкиот програм, во пилешкото месо, во производство. Но колку тоа влие и во развојот на здравјето на децата? Јас ќе кажам дека моите деца порасна од делот на месо 80% пилешко. Еве, 12 години, големиот 14, голем колку мене, 1,90 м. Значи, без се они предрасуди би дал една порака до македонскиот народ. Јадете нешто што е здраво, јадете нешто што е свежо. Што е македонскиот производ. Точно. И не замрзнат. Значи, свежо да биде, свежиот производ си дава свој квалитет. Само толку беше, значи не рекоме, само го насочив во делот на развојот на нашата генерација. Професоре, еве дадовме уште една оценка. А од таа страна за гласовните способности и квалитети, еве како еден музички критичар, како би ја дефинирали? Значи, Војче сега ја освои светската сцена, го освои светскиот простор со својот прекрасен глас. Значи, тој отвори ширум порти не само за него како Вејчеслав Поповски, туку и за голем број македонци. Го имаме Дамјан кој е надежен исто така. Што тоа значи? Дали ние требаме да бидеме и натаму десеткувани, девалвирани? Храбар сум да речам. Ми пречат во соседството, кога ќе гледам од Македонија, па доаѓаат као аутсайдери. Значи, ја омаловажуваат македонската квалитетна гласовна способност. Дали заслужуваме такви десеткувања, такви омаловажувања? Не, видете, не би се служил дека ја омаловажуваат. Ние доста во светот сме ценети. Меѓутоа не си ги пееме своите песни, ги пееме српските или другите песни. Токму тоа е прејаска со родител да го зборнавме тоа. Овие се два ангели кои што прекрасно пеат, значи различни стилови. Тој гае македонска песма, тој е прекрасен соло пеач, ќе биде голем пеач. Дај Боже да биде повороти. Голем проблем кај нас што нас Европа повеќе не почитува и не знае. Да јас еден мој пример ќе ви кажам, од Казахстан ми доаѓа човек да снима кај мене во работа во студио. Неговиот продуцент разговараат на интернет и му кажува моето име презиме, тој му вика, како не го знам, ми вика, од Казахстан, продуцентот негов мене ме познава. Значи на Тоше Пројаски вика што му пишувал, мене тука не ме знаат. Проблемот е што ние, македонците, порано викавме не уништува Југославија, сега се само уништуваме. Овие јас преска, јас се извинив, жал ми беше што ова дете сега го запознаев. Значи, сум го гледал, ама не толку. Тоа е криве нашите медиуми. Што е тоа? Погледате ли, да не кажам кој телевизија сега што се случува со гранд продукција. Наместо овие деца сега овие да бидат, да ние си направиме своја гранд продукција и да го поддржиме. Ова дете ако победило таму, не треба тука да заврши. Ова дете треба сега, како што беше примерот со Тоше. Знаете ли кој беше најголем амбасадор? Знаете ли кој имаше најмногу фанови во Европа? Тоше Пројаски. Ако Тоше беше жив сега, Тоше ќе беше број 1 во светот. Зборувам за глас. Му пречеше тоа што му сметаше некому и тоа се случи. Велам дека ние треба композитори, значи автори, власт, значи сите да се дружиме, први да ги средиме нашите македонски медиуми. Ебе ќе кажам што е тоа. Од овие прекрасни деца не може да слушни композиција на тие наши медиуми. Се слушаат странски. Дали кога ќе се добие концесија, вие овдека ние на што говориме? На македонски јазик. Замислите сега да рече владава да рече да вие треба 30% зборувате македонски јазик. Тоа исто сега со радијата. Тоа е за мене грешка. Треба 30% да пуштат надворешна музика. Треба нашата музика. Нашата телевизија. Дали имаме некоја детска емисија? Дали имате некоја детска емисија и каде што овие деца треба да излезат? Да, нашата телевизија. Овие родители, да. Зборувам за сите медиуми. Не, реплика, јас ќе коментирам како не сакам да плукам у стариот бунар, бидејќи потекнам од македонска телевизија, но пораката ми е Телевизија Сонце е единствена телевизија национална која 100% има македонска програма. Ние не сме ултранационалисти, сме патриоти, но го негуваме македонскиот етнос, мелност и се. Се сложувам. Но еве во контекст на се тоа, вие спомнавте амбасадор, имавме кој ќе остане секогаш легенда, Тоше Пројевски, но сепак ова се имаме нови генерации. Нови генерации кои нас не сега треба ние да ги поддржиме. А што е тоа? Треба да му подајме рака да тоа дете или тие родители да се инвестира во. Знаете што е лошо?
ска по нешто, кога ќе видам родител, кој се познам, тие знаат самите, не ска по нешто да имаш дете пејач, не знаете колку пари кошта тоа. Мислам, верувајте ми. Скапо, па сега кај нас, па ние сме поскапи од сите, еден спот, една композиција. Јас, еве ќе ви кажам, че по мене, не е тоа фалба, него тоа е реалност. Видете на YouTube мои деца ученици, кога ќе налетам талент, јас него наплаќам тоа заради тоа што знам дека ќе добијам троstruko. Што е тоа троstruko? Ќе добијам кога тоа ќе појде утре во Германија, во Италија или било каде, и таа композиција моја ќе се врти. Што правиме со тие родители кои немаат финансиска потенција? Тука е тоа кај нас што се случува, што ние немаме. Даваме за една награда 20.000 евра, а на ова момче овдека да му дам ја 20.000 евра да изваи албум во Америка. Знаете што значи тоа? Знаете што значи денес за Македонија? Многу. Првиот концерт на Тоше Проевски, кога беше уште во Авалон, значи кога бе усни на усни во Белград, заедно одевме со Авалон. Верувајте ми, јас плачев од радост, не дека точно така. Кога ги гледав цела сала, луѓе, до 4-5 народ пееа на македонски јазик. Сите композиции пееа македонски. Тоше немаш ни на српска. Замислете, како возиме по пат, радијава, Тоше се пее усни на усни, мојата пушти, значи сите композиции се вртат на македонски јазик. И таму сите пееа на македонски, дури кога даваше Тоше, значи, интервјуа, му идеам зборуваа децата, прокушавам македонски, му зборуваа и го гушка. Така. Вечер, че ти настапи и учествуваш во филмот Добалча. Да. Така. Оваа година, сега овој месец... Имаме инсерти, ми сам имаме некои слайдови, ја ќе замолам Александар. Почитувани само да кажам дека вечерва исто за вас се господата Владо, Баже, Александар, Игор и Марко кои се и ги очекуваат вашите јавувања. Молим те, прости, продолжи. Значи, овој месец, оваа година излегна филмот Добалчак, кај што јас учествувам во него со покана од режисерот Столе Попов како пеач на балот. Тоа е бал кој што се организира во куќата на еден трговец. Богаташ. Така. Што значи да учествуваш во таков филм, каде имаш контакти со звезди, зверки, да речем, филмските зверки во секој случај? Па тоа е големо доживување да учествуваш во еден филм таков. Да. Ние имаме и некои инсерти, можеме некои слайдови, доколку може режијата да ги проследи за едно подсетување. Кој е твој настап? Читам дека се учествували во Израел. Да, таму во Израел бевме во Еилат, градот Еилат, и таму освоив Гран При и лауреат. Браво. Значи, каде одиш си по некои трофеи? Почитувани, јас ќе замолам режијата, а професоре, ќе ми дозволите да го поканиме Вејчо со еден настап во живо. Тука ќе замолам уште еден мал джингл со гласот на народот, со тоа што да се подготвиме за неговиот настап по живо. Each are at words
careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I did all more than I could chew, but through it all, and then was all, I give it up and spit it out. I faced it all, then I stood tall. I did it my I love and cry. I had a few, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I told them, and may I say, no need a shy way, and more, much more than this, I did it my way. For what is a man? How has he got? He himself, he has not to say the things true feels. I know the words, oh, no one is. The record shows I took the boat, I did it my way. Немаме прејбек, ова е живо, како што гледате. Оставам на вас, вашите коментари, рекој ќе ги отварам телефоните, да го слушаме гласот на народот. Уште некоја минута само ќе разговараме во студиото, ќе имаме само еден музички джингл, пред да го ве вклучам вас. Тони, господин Тони, сакам само вас да ве прашам како родител, бидејќи господин Поповски даде оценка. Кој е вашиот коментар на сето тоа што навистина мојот пат ја изведе песната Мојот пат, како ги дефинирате патиштата на нашите млади надежи по иднина? Оценкава, мислам, ова не може да се оцени, ова може само да се каже дека е... И да се доживее, да се доживее дека... Живо во студио овде, со сите ние тука, значи, навистина ова прекрасно да нашиве деца, да ги насочиме. Значи се гледа кој е школуван глас, веќе, како што кажа, 3 години, предпоставам дека интензивно е напестава така. Оформен. Повеќе време. Ова е една добра школа за Дамјан да исто повеќе часови вежба и да се насочи малку повеќе. Не случајно го правиме вечерва и професор ќе даде одговор. Види, Дамјан и тоа се различни вокали како Во години не зборам за во годините, значи за Да, иначе како вокали се различни. Дамјан негува на друга музика која што сепак постои кај него. Например, македонското епско пеење, данес е многу тешко тоа да ги има. Тој влегол во класиката и влегол во професорката која што го учи, еве да ја поздравам, да речам браво, постигнала голем ефект, многу за окумалат. Иначе они се различни. За годините, за способноста, јас би ги ставил затоа што неговиот вокал фрапира, кога ќе ослушаш, и неговиот вокал. Сега, он е во класиката на европското жариште, кога ќе слушаш, ако станеш, мислам да не го гледаш дека дете ќе чуе некој пеач. Кај него е друго,
он е него јас, ќе ви кажам јас одма јас. Кога има прилика кај мене студио, кога бевте кога слушнам, јас не ќе разборнам, панда во несвест. Значи, детето е прекрасно, Господ му дал нешто, дали од баш или од мајката или некој од Бога. И само што треба да се посвети многу повеќе внимание, да се работи, да се работи, значи секој успех може да се направи само со работа. И вака често се гледаме на медиуми, да ги гледаме деца. Так. Господин Поповски, еве го слушаме неслучено господин Тони као родител, и од друга страна, кај што неговиот син га има сета таа дарба. Го слушнавте во синот во живо. Какви се вашите импресии? Имајќи факт вие го слушате катадневно, но сега кога го гледаат и слушаат на 5 континенти. Дали ова е потик уште еднашка да во просторите кај што македонскиот културен, да речем, идентитет се дефинира, се развива, се оформува пред се во диаспората. Дали треба да се сконцентрираме и на нашиот македонски фолклор, македонскиот етнос, македонската култура и се тоа, со оглед дека Вејчо и пее македонски песни и секој случај? Која е вашата порака во Па јас можам да кажам за моето дете, значи Вејче пее подеднакво добро и класика, и поп музика, и народна македонска музика. Заради должината на емисијата, можеби нема време, имавме тука и линкови пуштено до вас, за да можете да пуштите Вејче кај што пее и народна музика, бидејќи и на лани на светскиот шампионот во категоријата за World Music, на светска музика, тој ја испеа во национална носија по Вардарие и ја испеа песната Кога падна на Пирене.
Така да тој има многу таленти. Значи не е само музиката, ја морам да кажам. Значи тој можам да дури подегнатво како што пее, толку убаво и слика. Значи он е прекрасен уметник. Многу уметници кога ќе го видат, ликовни уметници, какви слики има со масло на платно, сите тие техники, вајарство како ваја. Во неговото училиште пред канцеларијата на директорот е истакната бистата, мислам на Партенија Зогорски, направена пред 3 години рацете на Вејче. Кој е во семејството? Кого го следи? Јас сум, по мене го има наследено талентот за музиката, а по мајка му, по жена ми, по супругата го има на талентот за сликање. Вие настапувавте, се бавите професионално со ово? Да, јас потекнувам од музичко семејство, мојот татко, исто Вејчеслав Поповски, е академски музичар, сега е во пензија, тој е долгогодишен советник, беше во Бирото за развој на образованието, автор на учебници, на многу музички дела, продуцент, композитор и така натаму. Прекрасно е чувството кога ќе си иде во надворот Македонија, кога ќе бидете горд, кога ќе победите, кога ќе кажат победникот е од Република Македонија. Значи колку е тоа големо чувството. Преска сакав да ви кажам, значи за ланската да немаше некои реакции, представници од Грција, од Јужниот Сосед? Немаше од Грција представници. Најверојатно не успеале да се квалификуваат. Бидејќи ви кажав кои се пропозициите на фестивалот. Значи не е по собствена желба, туку меѓу тоа се има квалификација. Критериуми кои ги следи. Националните директори ги вреднуваат. Не знам дали имало во претходните години, значи Македонија за прв пат сега оваа година. Од сите 18 години, 17-18 години назад, кога отидовме таму, реално тоа е джет сет околина и имаше многу кои што не ја знаеа на нашата. А што обративте кај нашиот културен центар во САД? Па не, видите вака, значи ние имавме, јас би сакал да се заблагодарам сепак на да го искористам моментот да се заблагодарам на Министерството за култура. Веќе е влезен секоја година, влегува во националната програма за култура за поддршка на нашите таленти. Така да и минатата година Министерството за култура го поддржа и парично и нормално морално и го поддржа во гостувањето. Меѓутоа, во иднина, нашата дипломатска мисија, каде да е, би треба да ги следи нашите млади надежи, да не ги остават така сами. Со оглед дека навистина тоа е голем предизвик и е голема награда што Вејчеслав ја доби на таа олимпијада од културен размер, сепак прво место се освои и да се представи Македонија без никоја референција, тоа е голем предизвик. Па околу референцата, значи Соединетите американски држави на нас не имаат и признаено подуставото им, така да видите таму многу малку кој го интересираше политика. Значи тоа е уметност, беше олимпијада на уметноста и воопшто никога кога заминувавме на крајот немаше кој не го знаеше веќе from Македонија, значи тоа цело време така не ословува. Ние бевме горди, премногу горди. Веќе Борис Тројанов беше гостин на Гласот на народот повеќе пати. Те слушам, те гледам дека сте заедно некојаш настапувате. Што представува за тебе маестро Борис Тројанов? Мојата љубов кон оперската музика, кон класичната музика, прво беше потикната од филмот Амадеус Моцарт. Потоа на плоштадот го слушнав Борис Тројанов како изведува некоја композиција, не се сеќавам баш која беше. Од тогаш сакав, ми беше желба да пеам класична музика. Значи тоа беше голем предизвик од секој вече. Така, Дамјан, ај тебе уште едно прашање пред да најаваме музички спот, со оглед дека очекувам исто тие материјали од Њујорк како ни пристигнат, ако ни пристигна да ги пуштиме, со оглед дека се доста ексклузивни. Еве го слушна твојот колега, како ти ги доживеа сите овие настани, што тој ги освои на медалите, престижните места? Дали тоа тебе е инспирација или повод поголем да продолжиш и уште повеќе се надградиш? Па тоа е добро да се освои ова признанија, да си иде на настапи, на концерти. Тоа е добро, исто така добро пее. Дали ти представа предизвик да заедно со него да се дружите, да вежбате некош и да се сретнувате, со оглед дека ја мислам дека така се градат тие односи на комуникација, на изградба. Значи двајцата сте во фаза на создавање, на созревање, на дефинирање. Како е твојата професорка по музичко, како ја дефинира твојот талент?
Па професорката секогаш кога пееме ми вика: браво Дамјан, добро пееш, и друго ја оставам без коментари. Така, Дамјан, гледачите видено, сакам да бидеш поопуштен со гледак вистина, емисијата оди уживо, но верувам дека таа треба да тргнеш од тебе. Се гледа дека навистина талентот е евидентен, ние ќе одиме уште еден твој настап, но почитувани, реков низ Македонија ниту да пееш, ниту да играш, ти ќе бидеш надигран и надпеан, со тоа што навистина македонецот секогаш знае да пее, да игра. Имаме навистина еден прекрасен клип на YouTube, еден наш македонец кој навистина сиот свој временски простор го поминува зад воланот и кој навистина уме и знае да направи еден добар представување, едно караоке како да речем, но со оглед дека има сосвената потенција, значи музичка потенција во делот на гласовните способности. Еве да направиме еден пресек тука со оглед дека го чекам гласот на народот и режијата ќе ја замолам да одиме со тој спот и се враќаме веднаш во студиото. Оди звездо Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Темnej tamu Temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega. Temnej zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Temnej tamu zvezdo moja, srce vo me stega, temne zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Muzika, samo muzika. Muzika nema smrtne, alo. E, mnogo lično. Samo mi tek ne razmiraš. Laze tebe. Laze tebe, zvezdo moja, ti si imaš nebo. Laze tebe, zimo ladna, sigo imaš snego. A pak mene, zvezdo moja, što će mi je život. I to što go imam, zvezdo, i go tagov silo.
дојдете низ Македонија, нема ни да пеете, ниту да играте со несоа странците. Значи ќе бидете и надпеани и надиграни. Со оглед дека Андруш Ангеловски, македонски навистина милиони километри измина низ светот, еве како ги минува зад воланот, но меѓутоа македонската песна му е нешто најсвето. Професоре, еве го познавате, господ Ангеловски. Да. Токму за време на емитувањето на спотот велите дека е добар пријател на Петревски, но тој е музичар кој навистина знае да ги тоа испеја сите. Да, тој живее во Америка, иначе и тој е потекло од Струшкиот крај, прекрасен пејаче. Ги обстанува од Шоперлук, иначе пее многу добро и овие клипови што ги сниме станаа хитови. Не само што станаа хитови кај нас на YouTube, него верувајте ми, сега ги гледаат. Во цел свет се гледа како еден шофер пее македонски песни. Дури има коментари, да видите таму има пишуваат на англиски, на коментари кои што го слушаат него. Тоа е еден знак дека еве да ви кажам една интересна работа. Многу македонци ова композиција ова е од Наум Петревски. Не ја знаат, дури ме прашувале мене, која е ова песма, гора вика многу убави кој шоферот пее. Значи тоа е знак дека кај нас македонските композиции не се пеат. Нагоре во диаспора да појдете, повеќе се пеат и повеќе знаат него ли ние што сме овде во својата. Ние знаеме Аца Лукас, ние знаеме Шабан Шаулич, за жал. Не сега има гледачите се во теки во гласот на народот пуштивме неколку песни од јапонци како пеат македонски песни. Да. Јас ја висоговорничка имав од Кина, од Кореја, пардон, која убаво пееше македонски и ден денеска пее македонски. Се надам од некој од наредните емисии ќе ги поканам. Тоа се мешани бракови меѓу македонци, македонки и странци, во кој навистина македонскиот фолклор, македонскиот етнос е доста приемчив и прифатен. За жал, вечерва сме тука и да анимираме, и да афирмираме, и да критикуваме со доза позитивна, да го вратиме курсот на нас, за да забегуваме, професоре, забегуваме. Ја велам, и ова имам право и како новинар и како се. Ние не посветуваме внимание продукцијски, телевизиски, медиумски, да направиме и такви шоуа или програми како што нашите соседи. Ние имаме прекрасни пејачи, таленти и се тоа. Ние да не одиме на гости некаде таму кај ќе нам ложуват. Господин Поповски, што мислите вие за се тоа? Па како што кажавте, преска една изрека која што и скоро ја слушнавме, мислам дека на X Factor е Желко Јаксимовиќ ја кажа, кога ќе поминете низ Македонија, нити да пеете, нити да свирите, бидејќи ние ќе ги наиграме и ќе ги надпееме. Не споредлив е талентот, ако гледаме колкава ние нација сме, колкава мала нација сме, како држава, значи колку жители имаме Македонија и колку мала нација сме во споредба со сите, да ги споредаме и наши соседни држави, а да не збораме и во светот. И ако гледаме од тој аспект, колкав процент ние на нација сме како народ, а колку многу таленти имаме во цел свет. Значи ние си имаме докажано во сите области, не само во пењето, и во танцот. Знаеме дека нашиот ансамбл Танец кај да оди, секаде ги остава гледачите без воздишки. Значи тоа е ние гледачите секако ги оставиме без воздишки со оглед дека ги вклучуваме телефоните. Сакам да го слушам гласот на народот. Сакам да ве слушам, почитувани. Еве ви донесов два ангелски гласа во секој случај кои навистина ја имаат Божјата дарба во себе. Кои имаат она што сите ние ги посакуваме да го имаат нашите деца, нашите внуци. Ја велам и на господин Поповски му спомнав и на господин Деневски спомнав и на професорот. Сите се раѓаме со дарба, но колку ние внесуваме енергија за да ја откриеме самата дарба. Еве и Андруш Ангеловски ја покажа својата дарба зад воланот, само да убати порака преку клипот, преку сето она што значи македонска песна. Јас сум навистина многу разочаран од турски секакви серии кои навистина ме трујат. Тоа се пари, тоа се многу пари. 3 атрација, јас ќе речам, нашите артисти мека и медина имала. Значи, синхронизација, редови работи. За жал, сите стана новинари, водители, меѓутоа новинарот не може да си оформи вистинска работа, вистинска екзистенција, бидејќи сите не ги окупираат нашите професии. Но како и да е, тоа е друга тема за која ќе стане збор. Дали ние треба да се сконцентрираме за вакви шоа, за вакви програми, во кои ние ќе извлечеме сршта, енергијата на младите? Тони, Тони, можете да ни договорите на се тоа. Еве као вие бизнисмен. Дали би планирале да инвестирате во такви проекти, во тоа со што професор рече,
ја инвестирам таму кај што нема финанска потенција, знам дека ќе се врати. Дали размислувате, например, да инвестирате во такви проекти, каде има млади таленти, и господин Поповски може исто да додаде, што мисли за такви проекти од бизнисмени, или групи кои би спонзорирали или помогнале? Имаме гласна линија? Да, еве да дадеме просто, пошто бидејќи имаат секојаш гледачите пренос. Добро вечер. Добро вечер. Да, кој се јава? Се јавувам од Скопје, гледачка, кој Да. гледа децава. Повелете. Говорите. Сакаме да ги пофалиме, ме изненадија, значи, со нивното пеење. Добро. Што мислите, дали младите македонски гениалци се представат виза за освојување на светот? Нормално, се надаме на нив и живееме за нив и, значи, многу ме изненади и едното и другото. Така, ќе имаме можност да ги слушнеме, препоставам доста ќе имаме време. Благодарам многу, отварам уште телефон. Другото не го познавам, али многу убави гласови има и нарочито и ова што е со оперски глас. Советски Дамјан. Благодарам многу, благодарам многу. Почитувани, ќе ве замолам, со оглед дека знаете дневниот ред на куќата, на емисијата, ќе се представите. Благодарам што се јавите, отворени се телефоните, но намалете го тонот. Бидејќи имаме фонија, говорите преку слушалка, бидејќи да можеме да воспоставиме добар линк. А режија, ако имам гледаш, да вклучиме. Немаме, добро. Еве сега, господин Тони, повелете. Сакам да кажам нешто дека треба да постои во сите, би рекол, телевизии можност за млади таленти, можност за успешни луѓе, можност за успешни мајки, значи можност да нешто покажеме што имаме ние наше свое овде, како успешно. Нешто ново што е извадено, нешто што е искаено, нешто што е направено од преубавиот манастир кој што е позади, сите тие работи. Ме радува фактот што во последно време гледам документарци, постојат, има, се снимаат, тоа е добро. Го поздравувам проектот на владата, нели, за музика повеќе во нашиве програмски, али тоа не го видов. Го слушнавме, а не го видов. Зошто? Во ова телевизија, верувате ли, 100% овде во ред, да, овде ја следам телевизија и гледам дека овде 100% македонско. Ние немаме турски македонско. серии, немаме нешто шумно, секој случај имаме нешто што значи македонски да се едуцира нацијата. Што се однесува до Но малку пари се фрла во телевизија, до правење на фестивали за деца. Општо зборам, знаеме што се случува таму. Таму голем дел функционира парата. Тоа така. Господин Горан би ни го кажал тоа многу добро. Не е проблем во фестивалите. Ние во Македонија многу фестивали. Немаме кој да ги пушти и слушни ове дечина. После тоа тука застанува. Немаме нити радио, нити медиум каде што децата ќе се експонираат. Јас сум среќен, се срце му викам благодарам што имав чест, значи во едни овие ќе бидат големи, јас пак во мојата историја која што се пишува таа книга, да речеме, кога почнав Тоше, други пејачи мои што излегли и што тоа прва ќе се имам чест, искрено кажувам, јако сум, значи јас што сум седел, сум бил со овие се еднината. Можеме да вклучиме гледачите? Може да, повелете. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер, да. господин. Добро вечер, кој се јава? Намалете го тонот од телевизорот, ве молам. Да го намалам, момент. Повелете. Господин Томич, добро вечер. Добро вечер. Сигурно ме знаете. Представете се, ве молам. Стојан. Повелете го, сум Стојан. Охрид. Повелете. Знаете кој Стојан? Повелете, професор. Навистина сум изненадан вечера од вашата програма. Вакво нешто досега јас не сум слушнал и ми е жал што другите телевизии затајуваат и не ни ги истакнуваат ваквите наши таленти, кои што се гордост за нас македонците, за нашата Македонија, гордост за граѓаните на Македонија и пошироко на Балканот и во Европа. Ваквите таленти треба да се форсираат од сите страни. Владата и сите други структури треба да ве све од срце да дадат, да одвојат пари, да одвојат средства, да тие се форсираат во светот, да не представуваат нас. Оти тие навистина само на ваков начин се најголемите амбасадори
не може да му бидат равни ни еден амбасадор од тие нашите големи амбасадори што ги имаме по светот. Ваквите амбасадори, само ваквите амбасадори Македонија ќе издигнат во висините. И навистина ви благодарам, господи Томиш, овој пат, што ваквите таленти ни ги покажавте да ги видиме. Али жалам што оваа емисија прилично касна, па доста од граѓаните не ќе можат да видат тоти, посебно младите сега во креветите може испијат, не ќе можат своите другарчина да ги видат и да се понесуваат со нивниот успех. Еве, благодарам што слушате. Почитувани, значи нашата емисија оди во 20:20 до 21:50. Утре е репризата во 14:05 и исто така ова емисија ова издание ќе гледате во недела во 12 токму наплан. Значи имаме 3 емитувања. Значи ова не е прва ниту последна. Госпожа е сила, ние продолжуваме. Еве, ми е радо што го слуша и менеджерот на оваа телевизија, господин Ѓорѓе Атанасовски, ние што го поздравуваме, оти претпоставам дека оваа емисија допира и до него. Бидејќи тој е еден дежурен видомен, да речем што навистина оваа телевизија дефинира чисто македонска. Не да речем од ултранационалистички некој ќе рече побуди. Вистински македонски. Значи да размислуваш македонски, да се однесуваш македонски. Ја би сакали другите телевизиски канали да пуштат македонски песни, но тоа мало морген, некој таа ќе го направи. Јас тука ќе замолам, доколку јам гледаш, но професоре, ќе направиме уште еден брейк. Јам гледаш? Да. Добра вечер. Добра вечер. Добра вечер, брат Томич, добра вечер, драги брајке македонци. Добра вечер, господин Тане. Па вака, значи, секоја чест за ваква емисија, поготово на ова вечер каде се презентираат наши успешни млади македонци. Мислам, показател за оние скептици кои би рекол за жал имаат некој чип во нивните глави, да се само негираат, да негираат се македонска. Се читам толку како се толку некои луѓе обезличени во својата независна држава Македонија. Па се негираат. Значи фактички ај слушаш душман некој да зборува, од нив, да слушаш некој душман да зборува, ај некои македонци поединци велам обезличени, исто е, нема разлика. Значи толку да се со некој гнев, со некој синдром на самоуништување и секој чест за ваквата емисија еден апел. Секој македонски свесен македонец, каде да е, тука во Македонија, па и во диаспората, пред се да се бориме кон оние обезличени македонци кои по телевизија, радија, во комуникација било каде шират еден скептицизам, еден раздор, едно самонегирање, веќе претераја, значи, јас еве, значи, секој чест, значи, за овие, значи, наши млади генијалци би рекол, полајмо на Бога што таков дар им дарил, и да бидат достојни како луѓе, да веруваат во себе си и со Божја помош да бидат уште поуспешни. И велам дека, значи, мора да се бориме и преку Фејсбук, и преку телевизија и радија. За срамота е за тие газди на телевизии и некои тамошни уредници кои се најопасни за се македонско во Македонија, кои прават некоја си цензура. И замислете, во независна македонска држава мораше ова влада да донеси закон со кој ќе ги натера тие телевизии да пуштаат македонска музика. Ај да има цензура во Егејска Македонија, во Пиринска Македонија, во Мала Преспа, не знам некаде, на друго место да има цензура за македонска музика, па ќе кажеш дека може има некоја смисла дека душмани, негатори на Македонија забрануваат наша музика. Да. Но во Македонија, тука внатре, по телевизија и радија, да има цензура, или па некои по ресторани, кафе-барови, било каде, да прават негирање или па цензура на наша музика, тоа е антимакедонщина за непреварство. Поздрав, здрави живи. Поздрав. Почитувани со оглед дека да вклучиме уште еден гледач и му давам можност на Дамјан да настапи уште со една музичка номера и ќе одиме кон финалето да заокружиме вечерашната емисија. Реков дека ова не е прва ниту последна, ни ќе одиме во континуитет, значи ова е една порака, дали ја гледаш на линија да вклучам. Добра вечер. Ве молам во интерес на времето што пократки да можеме простор да му дадеме на господин на мали Дамјан да настапи. Добра вечер. Ало. Добре, повелете. Би сакал, значи, ги видов двајцата млади. Феноменални се. Ама многу отидовме на зборење.
би сакал тој помалиот Дамјан. Дамјан, да? Да. Барем едно нешто да го направи уживо, бидејќи ми си репи крај. Па, пеат во живо, сега ќе настапи. Ви благодарам, професор, ќе помогнеме малце да... Да, ќе направиме простор. Тука ќе завалам уште еден джингл.
Да, реков, наистина оставам на вас да коментирате, да дискутирате у секој случај за ова вие вечерва што говориме. Реков, чест и задоволство вечера што со нас почитувани ексклузивно и премиерно е добитникот на 13 ноемвриската награда. Тој е младиот Вејчислав Поповски, кој утре вечер ќе му биде доделена во градско собрание, во собрание на град Скопје, каде верувам ќе се согласите со мене. Со вечерашниот настап на двајцата македонски таленци кои упатија порака не само до нас во студиото, упатија порака до сите возрастни каде да се, вклучувајќи Македонија и во диаспората, што значи и како значи да се сака, љуби и почитува Македонија. Вејчислав, еве, утре ќе ти биде доделена таа награда, да бидам искрен, може би и не сум грешка, ли ти си еден од првите и најмлади добитници на ова возраст која добива една престижна награда. Така. Јас сум многу среќен дека ми упатија чест да ја добијам таа награда. Таа наградата ќе биде доделена утре во новиот театар. Сега наблизу сакам да кажам на гледачите, ќе имам настап со познатиот македонски баритон Борис Трајанов. Сакам да го поздравам исто така. И ние го поздраваме. Ќе биде тоа е како концерт за децата болни од аутизам, хуманитарен концерт во новиот театар. Ако ми дозволите, јас јавно го замолам господин мајстор Борис Трајанов, знам дека вети дека нема да се појава на медиумите, јас во име на гласот на народот, во името на големиот број гледачи, особено и сите поддржувачи на оваа голема иницијатива за поддршка на децата болни од аутизам, да ја прифати таа покана. Повторно биве поканен заедно, тандем да речем, и таа емисија би ја посветиле токму за вас. Еве, со оглед дека ќе настапите со повеќе numeri заедно, доколку таму ќе настапиме со една numera, една numera сам, а една дует заедно со маестрото. Да. Таму ќе изведеме дуетот од Верди, Дон Карло. Браво. Господин Поповски, еве вие ќе бидете утре на тој настан, што наистина го очекувате, верувам, со големо нетрпение и сето семејство. Поздрави до госпоѓата Горица. Поповската е вашата мајка, нели? Која наистина јас ја поздравам и пријателка ми е на социјалните мрежи и наистина ми е чест и задоволство и благодарам многу што наистина создадовте наистина прекрасна генерација која представува еден предизвик, една парадигма, една порака до сите македонци како да се сака Македонија. Што ќе додадете на ова, со оглед дека утре е голем настан за вас и за вашето семејство? Па да, утре е многу голем настан за нас. Како што кажа преска и син ми вече, се заблагодарувам на градот Скопје, што го зема во предвид досегашното дејствување, односно сите настапи и успеси кои што ги постигна веќе во изминативе неколку години и што оваа година во категоријата ученици и студенти тој ја добива 13-ноемвриската награда и утре официјално ќе му биде врачена во новиот театар во Скопје. Јас реков дека наистина еве јавно покана упатувам и сакам таа награда да видиме тука во гласот на народот и заедно со маестро Борис Трајанов, уште еднаш го замолам да ја прифати и заради гласот на народот и за наистина тие деца кои треба сите да им помогнеме, кои болуваат од аутизам. Дамјан, ти имаш имен ден? Да. Значи, еве, користам можност да ти го честитам имен денот за 2 дена, нели? Знаеш дека кои се Кузман и Дамјан, тие се кои на големите светители кои мислат за здравјето на сите луѓето. Еве, што ќе додадеш ти за крај на при крајот на емисијата, слушајќи го твоето другарче, дали ќе се дружите, дали ќе си помагате, со оглед дека неговиот пример треба да биде за тебе предизвик, да ги следиш неговите чекори? Па Збунете се. Да, јас знам некоја сладка трема која минеме. Но како и да е, јас ти посакувам голем успех и во натамошните твои чекори што ќе ги правиш во делот на музиката и естрадата. Еве, тато ќе додаде за тебе. Тони, наистина ви благодарам што наистина го донесовте славиот ангелскиот глас тука заедно со вече да настапат и да упатат порека до светот. Што ќе додадете визави овој престижен
да речем престижна награда што добива Вејчеслав со тоа што таа е порака до сите македонци. Пред се ми беше мило што бевме гости на оваа емисија и што се дружевме убаво. Овде беше пренесена позитивна енергија, овде пренесено беше порака до нашиот народ, до нашите продуценти, до нашите уредници на телевизии дека само вака овие гледачи што се јавија беа слика дека стварно ова вреди, дека стварно треба да си ги негуваме нашите корени, нашите деца и да успееме понатака во животот со овие таленти и талентите што се во другите сектори, да ги бодриме и да ги представиме пред се во нашата земја, па понатака во странство. Сепак му благодарам и на господин Горан што не удостои со неговиот престо овде и што како музички критичар и како помошен музичар. Ми беше чест така да седам покрај вакви добри пејачки. Ми беше чест и јас да се дружам. Така се ова беше спонтано. Со Горан се знаеме 30 часа, ништо повеќе. И 2. 32, да, тој добро рачуна математика, знам. Ништо не е случајно, господин Тони. Не е случајно, така, се беше ова, се реализира. Со оглед дека ова е наистина по Божја промисла се реализира вечерашната емисија. Професоре, што ќе додадете на овие прекрасни зборови, на овие прекрасни пораки, имајќи факт дека сте еден од менторите на Тоше Проевски, на Каролина Гочева. Дали Македонија е расадник, е извориште на таленти, Многу. Еве, видете. Какви таленти имаме? Можам да речем, кога разбрав кој му е дедо, веќе знам под која кручка паднал, неговиот дедо, јас го познавам исто. Драго ми е што вие не помигавте, јас имав, ваќе речам, често не вакви таленти ќе правиме да сме живи здрави 10 години, па ќе видите кај ќе бидат овие момци. Се надам дека тогаш нема да постои закон, еве апелирам јас до владата, благодарам што 30% македонски, него вака велам. Ако може да направате нов закон, 30% се пуша странска, 30% и да става закон да имаме детски емисии, детски кај што ќе се емитуваат, радијата, да имаме. Ние едно радио немаме ние, како што некојаш имавме ние. Нема ни едно радио, освен македонско да зборувам, останате немаме ние, нити телевизија, детска емисија каде што ова треба да дојде со другачинева да пеат. Еве, јас сум тој што ќе речам, дајте детска емисија, јас секоја емисија донирам од мене студио, значи продукција, еве јас тоа го правам гага, да речеме. Ама да има, да излегуваат. Нека се јават таквите медиуми и викам законот нека го сменат. Јас сум првиот. Не треба пари за овие. Парите знаете кога доаѓаат. Она што го видов преска, вака срцем беше полно кога го најави водителот кој испеви. Тој кој рече Македонија. Крај на приказките. Не треба ништо повеќе, верувајте. Не 13 награда. Треба да му дадат 113 награда. Тоа е најголемата победа. Поздрав, благодарам јас што ме дело до ова. Ви посакувам добро здравје и успех во работата, особено вам, Ангелчиња, македонски. Еве, ќе се одјавиме со една песна на Тоше Проевски, која навистина е еден светилник во секој случај, кој нека ви биде светилник и натаму, кој ќе ви осветлува вашите патишта во вашите идни планови што ги правите во делот на музиката. Почитувани, благодарам за вниманието, благодарам за сето она што вие го дадовте како придонес оваа емисија да биде гледана вечерва. Верувате или не, сме над сите телевизии гледани, имајќи факт дека ги поздравам нашите гледачи во Европа, кои се речиси преку 500.000 и очекувам во наредната емисија исто со ваши коментари и нашиот портал на Facebook. И му благодарам на господ Нестор Огинар, македонец, кој навистина со силце од срце и тело и душа денеска протестираше пред Светската организација за и околу преговорите, односно непринципиелниот начин на нашиот јужен сосед за заменување нашето име и идентитет. Бите живи и здрави, гледајте утре во 14:05. Му посакам уштенешка голем успех на Војчеслав Поповски и неговата награда 13 ноември и на малиот Дамјан Диневски, кој навистина со својот ангелски глас успеа заедно со својото другарче да упати порака во светот да ја сакате Македонија, само не ја имаме. Пријатна вечер. Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei e le racconterò per volare in paradisi che non ho e non è facile restare senza più fate da rapire
facile giocare se